ова издание. Не достигаат бесплатни вакцини против грип во Северна Македонија. САД, спикерката на представничкиот дом Ненси Пелоси, со ново барање во истрагата за импичмент на Трамп. Вашингтон се подготвува да им помогне на бездомниците взима. Помош нудат и имигрантите. Ке ја слушнете приказната на еден од нив. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Спикерката на представничкиот дом Ненси Пелоси денес официјално најави дека ќе се спроведе постапката за импичмент на Трамп. Председателот едноставно не ни даде друг избор, рече Пелоси. Повеќе за ова ќе ви информираме на нашата веб страница. А од другите вести, нов развој во односите меѓу САД и Кина. Кинеската телекомуникацијска компанија Huawei покрена тужба во Американски федерален суд против забраната на администрацијата на Трамп за купување опрема од оваа компанија. Ова е втора тужба од Huawei да се справи со тврдењата на владата на САД дека оваа опрема представува закана за националната безбедност. Првата тужба беше покрената во март, откако Конгресот минатата година донесе закон со кој им забрани на владините агенции и нивните партнери да соработуваат со овој технолошки гигант. Компанијата смета дека нема основа за ваква одлука, оти не постојат докази дека Huawei представува закана за националната безбедност на САД. 2 лица беа убиени, а едно повредено од страна на американски морнар во пристаништето Перл Харбор, кој потоа се самоуби. Настанот се случи вчера во делот за одржување на нуклеарните подморници. Смртта на 3 лица ја потврди адмиралот Роберт Чедвик, кој кажа дека едно лице се наоѓа во стабилна состојба во локалната болница. Тој изјави дека нема индикации дали настанот бил случаен или планиран однапред. Денес почна протести низ Франција. Француските синдикати за работнички права повикаа на излезност против плановите на председателот Емануел Макрон да го промени пензискиот систем. Според информациите, откажани се многу хотелски резервации, поголемиот дел од подземната железница ќе биде затворена, како и националните и меѓународните железнички услуги. Се очекува да бидат афектирани многу летови, со оглед на фактот дека многу работници задолжени за контрола на летовите најавија дека ќе се приклучат на протестите в сабота. Учителите, поштарите и повеќето јавни службеници ќе излезат на штрајк. Се зголемува интересот кај помладите во Северна Македонија да се вакцинираат против сезонскиот грип. Но сега проблемот е дали има доволно вакцини за сите. Мики Трајковски зборуваше со надлежните. Во Охридскиот центар за јавно здравје граѓани чекаа во ред за да ја примаат бесплатната вакцина која штити од грип. Предвидената доза од 1000 вакцини само за Охрид се потроши за рекордно кратко време. Најбројна популација и понатаму се пензионерите. Секоја година. Колку години веќе? Па имате на 7-8 години. Значи многу е корисно, ме саѓа, значи посебно во зимски период, значи кога се промени време, значи го избегнуваш тој ризик на грип, разбираш? Преку 10 години се вакцинираме, има многу ефект. То сигурно ви тврдам. Кој сака да не промашват, нарочито луѓе во години мора да се вакцинираат. Некои од граѓаните пак сметат дека е неопходна поголема едукација меѓу населението за потребата од вакцинација. Не е само менталитетот, него така имат лоши презнања или така. Пропагандава е послаба, не е толку јака за да може да се убедат луѓето. Јованка Стролакова-Коровешевска, епидемиолог во Центарот за јавно здравје, вели дека интересот за вакцинација против сезонски грип последниве години е се поголем. Се поголем е интересот кај младата популација. Порано се вакцинира на 65 години, меѓутоа сега се вакцинираат здравствени работници, се вакцинираат просветни работници, шалтерски работници. Значи, веројатно увиделе луѓето дека вистина имаме голема заштита. На ниво на држава на располагање беа 28.000 безплатни вакцини, а надлежните најавуваат дека во текот на декември на располагање ќе има нова доза од 14.000 бесплатни вакцини донација од САД. Од Охрид за гласот на Америка,
Мики Трајковски. А Кина одлучи да им возврати на САД по нивната поддршка на продемократските протести, со тоа што забрани бродови и авиони на американската морнарица на територија на Хонг Конг. Синди Сейн со деталите. Демонстрантите и натаму протестираат пред американскиот конзулат во Хонг Конг. Овие ја пеат американската химна како благодарност кон американскиот претседател Доналд Трамп, што ги потпиша двата закони во нивна корист за забрана на извоз на антипротестна муниција во Кина и за можни санкции кон Пекинг зависно од постапките во Хонг Конг. Но Кинеското министерство за надворешни работи има поинакво гледање на работите. Како одговор на неразумното однесување на САД, кинеската влада одлучи да го суспендира разгледувањето на апликациите за посета на Хонг Конг од страна на американски воени бродови и авиони, почнувајќи од понеделник. Покрај ваквите мерки, Кина соопшти дека ќе воведе санкции за некои американски невладени организации поради нивната улога во немирите во Хонг Конг, вклучувајќи ги Human Rights Watch и Freedom House. Запрашан какви ќе бидат последиците од ова за американските трговски преговори со Пекинг, Трамп вака одговори. Не станува подобро, но ќе видиме што ќе се случи. Говорејќи пред студенти на Универзитетот на Кентаки, државниот секретар Майк Помпео ја повика Кина да го одржи ветувањето кон луѓето од Хонг Конг. Гледате американски знамења на протестите. Тие го сакаат она што го сакаат сите, она што го сака и нашата следна генерација американци. Сакаат слобода, шанса да подигнат семејство, да ја практикуваат својата вера на свој начин. Кинеската комунистичка партија тоа го има ветено. Протестите во Хонг Конг ескалираа во јуни, кога локалните власти планираа да дозволат некои лица осомничени за криминал да бидат екстрадирани на главното кинеско копно. Ресторан во близина на Белата куќа има поголема мисија од само подготовка на храна. Джули Табо разговараше со сопственикот, имигрант од Пакистан. Погледнете. Во овој наизглед обичен ресторан во близина на Белата куќа. Секој ден се случува нешто необично. Пакистанскиот имигрант Кази Манан служи бесплатни оброци за оние што не може да си ги дозволат. Вели дека на тој начин ги почитува принципите на муслиманската вера. Знам дека Бог е среќен со тоа што го правам, бидејќи го правам од срце, со чиста намера да помогнам без да очекувам награда или признание. Манан сака да им помага на сиромашните, бидејќи додека растел во Пакистан, на сопствена кожа ги почувствувал гладта и сиромаштијата. Кога си сиромашен и немаш многу работи кои другите луѓе ги имаат, кога ќе ги стекнеш, знаеш да ги цениш и сакаш да ги споделиш со другите. Во ресторанот Сакина Халал Грил, кој го носи името по неговата покојна мајка, тој вели дека сите се третирани како семејство. Марчелор Лесур доаѓа во ресторанот секој ден во последните 8 месеци. Тој е светец, прекрасен човек кој многу помага. Сревата ми кркуре од глад кога се појавив, ми даде визит карта, ме покани во ресторанот на ручек. Многу бев среќен, од тогаш доаѓам секој ден. И Хекегаја Грикли е друг редовен посетител. Ова е повеќе од ручек, ни дава доволно за да јадеме остатокот од денот. Храната е одлична, луѓето се многу добри. Би работел овде да можам. Манан вели дека откако е отворен ресторанот во 2013 година, досега се поделени 80.000 бесплатни оброци. Но муштериите кои што плаќаат се неговиот главен бизнис. Многу од нив придонесуваат за бесплатните оброци и ја поддржуваат неговата кауза. Джералин Нейтс Еванс од Минесота е овде за прв пат. Дојдов заедно со синот да ручаме овде денеска за да дадеме поддршка и да бидеме дел од нешто поголемо од нас. Ме радува да им помагам на други. Бојата и религијата не се важни. Сите сме луѓе. Треба да сме хумани. Тоа е мојата мисија. Манан вели дека ќе продолжи да им помага на сите кои што ќе влезат во неговиот ресторан. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Пријатно.